Здраво, драги гледачи, добредовте во новата емисија на Супер Звезда. Ова е второто продолжение од емисијата која што Супер Звездите ја направија во посета на Републичкиот завод за трансфузиологија. Ајде сега да им мафнеме на нашите гледачи, да им пратиме безброј бакнажи и да го представиме нашиот денешен соговорник, оној кој што не испрати, истиот не дочекува во оваа емисија, тој е директорот господинот Ристо Дуковски. Како сте, господин Ристо? Добар ден, добро дојдовте. Добро, еве, вообичаен ден за работа со сите проблеми, со сите активности што вообичаено ги правиме. Повторно ведар амбиент за работа и еве малце за дружење. Некои работи ги кажавме во минатата емисија, некои ги оставивме да ги објасниме во оваа емисија. Многу ми е драго што со вас ќе имам шанса да ја започнам оваа емисија. Сакам да ми кажете, би било убаво да знаат нашите деца и нивните родители кој се може да биде крводарител. Секој здрав човек, пред се. Значи, здрав човек може да биде дарител на крв. Во однос на возраста, би рекол дека со наполните 18 години или близу до 18 години со согласност од родителите, до 65 години може да биде дарител на крв. Временската разлика, односно од едно до друго дарување, е 3 месеци за машките особи и 4 месеци за женските особи. Тоа значи дека, ако бидат запазени годините, ако биде запазен временскиот рок, треба и уште нешто, а тоа е телесната тежина. Значи, треба да имаме над 50 килограми, значи да не бидеме многу слаби, да не бидеме истоштени, да немат одредени болести, да немат прележани болести, да не биле скоро оперирани, да не биле скоро вакцинирани и се она што ние го правиме како преглед пред секое дарување, а тоа е пополнување на еден прашалник, каде што ги гледаме каква е здравствената состојба на секој оној кој се пријавил за дарување на крв, за да имаме пред се безбедна крв. Бидејќи болна крв би било пренесување на болест и кај пациентот. Значи, затоа бараме здрави дарители кои ќе даруваат здрава крв, за да може крвта да ги излекува пациентите, а не да ги разболува. Доктор Дуковски, имам едно прашање кое што се однесува на сите оние кои што се скептици и никогаш до сега не дарувале крв. Ајде вака да кажеме, со дарувањето крв, што е тоа што дарителот го губи, а што е тоа што дарителот го добива? Дарувањето на крв пред се е, да кажам, еден хуманчин. Значи, она што внатрешно се чувствува да се помогне. Нешто што како алтруизам се јавува кај човекот и само кај човекот, а тоа е да може да помогне со дарувањето на крв. Бидејќи крвта не се купува. Крвта може да ја дарува само човек и да ја прими човек оној на кој му е потребно. Тоа значи дека оние што ќе даруваат крв во самата процедура на дарување, тие губат една физиолошка количина на крв, која брзо се надокнадува од резервите која организмот ја има. Тоа е во слезенката, во јетрата и на други места, што значи дека немат никакви проблеми после дарувањето. Значи, тие 350 мл кои што се даваат, за колку време се надокнадуваат? Тие физиолошки се надокнадуваат за 21 ден во однос на сите елементи што ги содржи крвта, додека она што во однос на циркулација, адаптацијата на организмот завршува за неколку саат. Значи, доволно е во однос на волуменот да се надокнади со половина литар сок, со половина литар било каква течност, може и чај да биде, да се надокнади шекерот и ние еве вообичаено даваме нешто за да може така да се заслават. Значи, после 21 ден веќе постои нормализација на сите бројки што се намалиле после дарувањето. Ви благодарам. Има ли некои прашања што сака да го постави до директорот? Оваа женска овде повели, Злато, кој е твоето прашање? Здраво, јас сум Ивана Тоневска и сакам да прашам колку крводарители има во Македонија. Прекрасно прашање. Директоре, колку крводарители имаме? Ние имаме многу, имаме малку или доволно? Последната година имаме 20.000 донации, тоа е прв пат рекорд во Републичкиот завод за трансфузиологија, што значи тука може дарувале не 20.000, може дарувале помалку, кои дарувале неколку пати во годината. Но ако земеме дека во Македонија се смета дека 3% од населението треба да дарува крв, значи ние треба да имаме повеќе доброволни дарители на крв. Сите оние кои се осеќаат здрави, барем еднаш во живот или 2 пати во животот да даруваат крв, ќе биде доволно за сите потреби да бидат задоволени. Значи, некој има потреба некој да дава 10 пати, некој да дава 20 пати, доволно е еднаш или 2 пати.
Ова нека биде и поттик и отворен повик до сите оние еве кои што не гледаат, а немале шанса и можност или не сакале до сега да го сторат тоа, да дојдат и да го сторат овдека во Републичкиот центар за трансфузиологија, кој што има оддел кој е отворен 24 часа, 365 дена во годината, така ја се разбрав, и да дојдат и да го сторат тоа, бидејќи истото тоа го сториле, значи многу од нашите истакнати уметници, видовме дека и Тоше Проевски беше еден од тие кој што го има долу на постерите и на сликите, кој што го видовме дури и неговото картонче и неговата крвна група, и еве нека биде тој, значи оној мотив кој што ќе не води да бидеме добри, да спасиме живот, да даруваме крв. И нека го направат тоа што поскоро. Нека не чекаат. Сакам да прашам една ваква работа. Дали кога ќе се случи некоја голема несреќа, на пример земјотрес во некоја земја, што ќе предизвика масовни повреди, земјите се разменуваат и се помагаат. Дали Македонија донирала крв према други земји некогаш? Да, вообичаено е да земјите кои се членки на Европа имаат одредени препораки, односно директиви со кои се усогласува целата законска регулатива, значи се она што е поврзано со крвта. Ако бидат запазени тие законски регулативи и сите прописи, тогаш е можно да се разменува крвта. Во случајов ова што ме прашувате, дали Македонија давала крв некаде во соседните земји, односно некаде каде да помогне. Пред известно време, минатата година, се сеќавате дека имаше една страшна експлозија во соседна Албанија. Имаше, да, се слушна и овдека. Имавме, да, голем број повредени и во првиот момент нашата држава испрати околу 150 единици да бидат задоволени побарувањата за крв во Албанија. Често пати ние имаме потреба од ретки крвни групи. Значи, ретки крвни групи кои ги немаме во моментот во резервите, во фриждерите, во сите установи во Македонија. На тој начин сме приморани да контактираме со слични служби, дали во соседните држави, и да побаруваме. Може би тоа се работи само за една единица на крв, али не може да ја набавиме со оглед дека ја немаме во Републиката. Тогаш контактираме со другите центри и од нив ја побаруваме. Или обратно, они побаруваат од нас ретка крвна група која ја немаа. Не сме да заборавиме дека и Скопје е еден од оние градови кои што во далечната 1962 година го имаше преживеано оној страшниот скопскиот земјотрес, и кога светот излезе едноставно многу несебично, застана наша страна и ни помогна со се што можеше, така да исто ние треба да продолжиме по истиот пат и да помагаме секаде онаму каде што можеме да помогнеме. Да, во тој контекст јас би кажал дека сепак денот не само како ден на солидарност не е заборавен. Денот кога 26 јули, кога имаше многу настрадани, потребите за крв беа задоволувани од цела Југославија. Затоа и традиционално, заедно со Црвениот крест, ние секоја година на истиот ден, на 26 јули, организираме акција за доброволно дарување на крв, каде што голем број на дарители традиционално доваѓаат и само тој ден даруваат крв. Тоа е сепак знак дека денот на солидарноста сепак постои и ќе се одбележува и понатака. Но сепак да не заборавиме дека мораме да бидеме хумани, мораме да помагаме, бидејќи хуманоста, човечноста не ги познава границите. Не постојат земји, постојат луѓе кои даруваат и на оние кои им треба крв. Ви благодарам многу. А сега оваа емисија ќе продолжиме веднаш по кратката пауза, ќе одиме да ги посетиме вашите лаборатории, да видиме каде се контролира крвта и да видиме прв пат вака да покажеме во јавност каде се чува крвта, кои се тие фамозни фрижидери каде што стојат тие крвни единици, кои што во секој момент можат некому да спасат живот. А сега, драги гледачи, дојдовме во еден сосема друг оддел. Веднашка до мене се наоѓа тетка Верче, таа е лаборант и работи на овој оддел овде. Здраво, тетка Верче, и добро ни дојдовте во Супер Звезда. Добре дојдовте. Како сте, тетка Верче? Супер, со овакво друштво, како може, нели? Ова е оддел за имунохематологија во заводот. И драго ни е што дојдовте да видите што работиме, што се занимаваме. И така, ќе ви покажеме се што ви интересира. Сега го видовме оној дел каде што се зема крв и каде што доаѓаат крводарителите, но рекоа дека исто така она што вие го работите е потполно битно како и одделот кај крводарителите. Вие сте продолжена рака на тој оддел, точно ли? Ова лабораторија конкретно не, меѓутоа до нас лабораторијата ја контролира крвта што е веќе земена од дарителите, ја проверуваме на крвни групи, на РХ фактор, на тестови за
заразни болести, како што се сида, жолтица, хепатит А, хепатит Б, значи хепатит С. Така да дарителот здрав, што е дојден кај нас, ја даде својата крв, меѓутоа и пациентот што треба да ја прими таа крв биде сигурен дека крвта е во целост исправна и здрава да него. Значи да спаси живот нормално. Веднаш сакам да ве прашам, зошто сите вие кои работите овде носите ракавици? Основно правило во трансфузиологија, верувам и во секоја друга лабораторија, е да се носи заштитни ракавици. Еве да ги покажеме да ги видат гледачите, значи ова се тие заштитни ракавици. Така, значи, ние работиме со материјал што знаеме, испитан дека е здрав. Меѓутоа работиме и со материјал од пациенти за кои што не знаеме дали е болен, здрав, дали има некое заразно заболување. Во секој случај, за ние да се заштитиме и за пациентите што треба да ја примат таа крв што ние обработуваме, мора да носиме заштитни ракавици за општо здравје на сите. Значи заштитата на највисоко ниво е најбитна работа и е пред се. Лично за професионалците овде што работат, значи и за тие што треба таа крв да ја примат. И тие резултати, значи контактот здравствен работник пациент да биде целосно запазен здрав. Ви благодарам. Сега да видиме има ли некој прашање овде што сака да постави. Леле, колку прашања имаме овде. Кате Злато, кое е твоето прашање, кукло? Јас сум Катерина Бадаровски, сакам да прашам тетка Верче колку луѓе работат овде. Што го прашање? Колку луѓе работите На тука? оделот за имунохематологија работат 20 на лаборанти, работат 20 биолози, работат 7 лекари специјалисти, значи по трансфузија. Значи лекари и лаборанти. Точно. Во грото значи лекари и лаборанти. Значи лекар знаеме што е, но што е тоа лаборант, дали може да ни објасни? Ние сме техничкиот персонал на одделов. Значи, техничкиот дел го изведуваме ние. Лекарот е тој што извршената работа од лаборантот доаѓа и констатира дека тоа е така или не е така. Или не е така, да. Значи, го дава конечниот потпис. Се разбира, меѓутоа, нели, во соработка со лаборантот. Нашиот дел треба да се совпаѓа. Што точно се прави во овој дел и во оваа лабораторија каде што сега се наоѓа? Работиме крвни групи на пациенти од сите клиники во клиничкиот центар. Работиме крвни групи на новороденчиња, крвни групи на мајки, тестови за истите. Работиме интеракција или вкрстена проба помеѓу примероците од дарителите и од пациентите од клиниките што доаѓаат. Значи, тие што имаат потреба од крв, не можат крвта како контролирана и здрава да ја примат веднаш. Мора да се направи уште една вкрстена проба, значи помеѓу примероците од дарителот и од пациентот за конечно да се каже дека таа крв одговара и дека може да му се даде на пациентот. Имам прашање. И дарителот, и оној кој му треба крв, значи пациентот, имаат иста крвна група, пример А1 позитив, може истата крвна група да не може да ја прими, да не одговара кај пациентот. Тоа најчесто се случува кога пациентот во некоја друга прилика, во текот на животот, заради некои заболувања, заради многу ред други работи, значи створил антитела, кои што со крвта што ќе ја прими, например, во одреден момент, дарителот ги поседува антигените против тие антитела. Во тој случај, значи таа крв ќе аглутинираат помеѓу себе антителата и антигените и тоа не може да се даде. Значи никако во никој случај не сме да му се даде таква крв, иако крвната група е компатибилна со таа на дарителот. Значи работата не е толку едноставна колку што изгледа, ја сакам да Не е кажам. едноставна, значи работата е многу сериозна, сложена, одговорна. Значи, одговорноста на лаборантите во трансфузиологија е огромна. Драги гледачи, ова беше првиот дел од разговорот кој што го водевме со тетка Верче, која што работи како лаборант во Центарот за трансфузиологија. Предлагам да направиме кратка пауза, а потоа ќе се вратиме во еден втор дел од разговорот кај што ќе одиме на едно друго место, така? Така. Ќе одиме да видиме како се контролира крвта од дарителите, значи кај што бевте на првиот дел во трансфузиологија, кај што ја дарува доброволните крводарители крвта. А сега, драги гледачи, правиме пауза. А сега, драги гледачи, повторно се наоѓаме во една просторија, би кажал лабораторија, во која има многу епровети, многу интересни вакви некои чудни интересни машини кои нешто вртат па нешто свират. Каде се наоѓаме сега, Верче? Ова е лабораторија за одредување на крвни групи, за контрола на дарители. Значи, многу важен дел од трансфузиолошките испитувања кај нас во заводот, може би и најважен, бидејќи трансфузија нели е позната по крводарувањето. Во моментот колегите Весна и Ристе работат на одредување на крвни групи од дарители во новиот апарат Свинг и последна контрола, супер контрола што е работи Чичко Ристе. Значи,
било која грешка и да се случи, Ристе ќе ја открие. Мислам, не се случува, меѓутоа тоа е најважната последната контрола што не смее да се пропушти ништо. Така, значи се поминува низ војна контрола. Точно. Низ повеќе пати контролирани, значи примероци, за да се исклучи било каква можност од грешка. Така, во овој дел од разговорот соговорник ќе ни биде вашата колешка. Така, Весна. Весна, ете така да ја представиме. Добре ни дојдовте, Весна, во Супер Звезда. Како сте? Добро, благодарам. Значи, ова е вашата работна просторија. Вие сте исто така лаборант овдека? Да, медицински лаборант. Медицински лаборант. Уживате ли во тоа што го правите? Па да, уживаме. Како почнува и како завршува, еве, например, работниот ден на еден медицински лаборант? Би било убаво тоа дечињата да го слушнат и нивните родители, па еден ден и оние кои што би сакале да бидат лаборанти, да знаат дали ова ваша професија е убава или не. Се разбира дека е многу убава. Ова е, значи, лабораторија. Овде испитуваме крвна група и РХ фактор на дарители. Значи, ова не е новиот апарат. Значи, ова е чудо на современата технологија, еден од новите апарати кои што ги имате овде. За каков апарат станува збор? Ова е свинк апарат, во него редиме провети, готови реагенси, плоча се става и апаратот сам си работи. Значи, апаратот сам си работи и што овој апарат на крајот нас ни кажува? Какви резултати може да се очекуваат од овој апарат? Овој апарат ни кажува крвна група, РХ фактор на секој дарител. Дали ги видовте вие дарителите доле? Да, бевме, разговаравме со нив и многу убаво си поминавме и ќе бидеме и ние крводарители еден ден, таков договор падна. Сега што се случува со крвта од крводарителите? Да, од крводарителите доаѓа овде, значи проветите на почеток и секоја провета засебно се испитува. Како што кажавме во овој апарат, се работи крвна група, РХ фактор и антитела. Од тука плочите ги ставаме во овој термостат, се инкубираат 5 минути, се вртат. Значи мора да се свртат плочите и од овој термостат ги ставаме во ксилото, ова е читач на самите плочи. Еве, значи сега ќе ги ставиме плочите овде. Сега плочата, да. Ова е претходната плоча, ја вадиме. Значи, онаа плоча која што веќе е прочитана се вади, она која што е за читање се става овде. Ставаме во ксилото или во читачот. Овде мора да е се затворено. И веќе на компјутер продолжуваме да работиме. Компјутерот работиме, Се дава команда, значи компјутерот чита, се прави компјутерот. а ние само треба, значи, да знаеме да раководиме со сите овие апарати и со цела оваа техника. Значи, денеска работата на лаборантот не е како што тоа било некогаш, како порано. Да. Порано лаборантите една капка по една капка сами гледале, па на микроскоп, па со разни помагала. Денеска компјутеризирана е вашата работа. Некогаш се случува овде да не може да се прочита. Еве ни ги е проветите. Значи, проветите секогаш се присутни овде. Си имаме провети и овде, ако некој има проблем, Така, значи, кој има проблем, овдека може тоа да се констатира, а еве ги картончињата, како што веќе ги видовме, тука и ги немаме нивните имења, бидејќи крводарителството е анонимно. анонимно. Значи секој крводарител е анонимен. Ме интересира вие, што работите овдека како лаборанти. Давате ли крв? Сте ли вие меѓу Да, крводарители? јас имам дадено 15 пати крв. Браво да сте ни живи и здрави, значи имате и вие спасено живот. Спасила живот. Така, Значи, не само што работите овде како лаборант, дури и го поддржувате она за што и работите. заводот многу даваме крв. Значи од вработените сигурно 90% се крводарители. Дали машините даваат прецизни резултати? Да. Ајде да видиме дали машината заврши со резултатите или треба ги почекаме уште. Може и да видите. Еве ги. Еве да видиме значи како изгледаат резултатите кои што сите овие ваши машини ги даваат. Еве го резултатот кој што во моментов не излезе од читачот. Да. И за каков резултат станува збор? Значи, на овој лист немаме име и презиме на дарителот, се разбира, го имаме неговиот број на дар. Значи, денеска тој дарител што дал под овој број на дар, ја имаме крвната група и РХ факторот. Така, значи се може да се види. Да. И понатака, И понатака, од тука пишуваме на картоните, ја пишуваме крвната група, ставаме печат на крвната група од секој дарител по бројот на дар и потоа крвта оди кај Чичко Ристо на уште една контрола. ајде да видиме сега, драги гледачи, што тоа работи Чичко Ристо овдека. Чичко Ристо се наоѓа до мене. Здраво, Чичко Ристо, добро ни дојдовте во Супер Звезда. Како сте, добри сте? Многу добро и многу ме радува децата што ги донесовте да погледнат како се одредуваат крвните групи. Еве исто да видат и да знаат дека вашата работа не е страшна, напротив дека е многу убава и многу благородна. Уживате ли вие во ова што го работите? Па секако дека уживаме, затоа сме се запишале во тоа училиште и со радост работаме ке 40 години на ова работно место. Браво.
Су ведено од ветераните тука. Дека вашите колеги ми кажаа дека работите на супер контрола. Што поточно се подразбира под зборот супер контрола? Све што работат од доле, од каде што се зима крвта што одредуваат, на нашиот одел, на другите одели, компјутерот што контролира. Последната контрола, јас се работам на плочка, рачно, мануелно што би се рекло. Седни за децата убави серумчиња убои, Така. за да погледнат и ги одредувам конечно крвните групи какви се. Овие мои мора да се сложуваат со сите други, исто тие што се внесени во компјутерот, на компјутерот ги гледам ја сите податоци, од цела трансфузија што се работени, зимам кесата, ставам етикета и ја пуштаме во промет. Дефинитивно испитана кеса со сите крвни групи, РХ фактори за болестите од СИДА, ХИВ, ХБС, жолтици, хепатит С и така натаму. После ставањето на мојот подпис, крвта оди во фриждер и се издава на болник кој има потреба. Така, значи со ова се елиминира можноста од грешка и затоа е двојната контрола која што е многу битна во овој. Тројна, ова е последна, може и четврна контрола на сите комплетни податоци за секој пациент, односно секој дарител. Ете така, уживате ли во тоа што го правите овде? Па мора да се ужива, чим се работи се дава последен подпис, значи нешто е важно и многу битно. Напорна ли е, тешка ли е вашата работа? Имате ли многу работа? Ја, некогаш не е напорна кога нема многу дарители, кога има повеќе дарители, напорна е. Влегуваш во 8, завршуваш во 3 часот. Има денови со помалку работа, али работата си е работа, си ја работиме, убаво ние, си гледаме бојчки и се занимаваме. Така, и за крај сакам да ве прашам, дарувавте ли вие крв? Па јас сум дарител како и сите скоро, впрочем во заводот ретко има човек што не дарувал, сите имаме измеѓу 10 и 20 пати, ја 14 пати имам дарувано. Така да мислам дека уште неколку пати и ќе ми помине времето за дарување. Така, ви благодарам многу што бевте наш гостин, специјален гостин во Супер Звезда. Драги гледачи, го завршуваме разговорот со Чичко Ристо, кој што работи на Супер контрола овдека во Заводот за трансфузиологија. А сега од овдека одиме да видиме каде се чува крвта. Слушнавме дека се чува во некакви фрижидери, но никој никогаш до сега од нас ги нема видено. Одиме премиерно да ги покажеме, ќе направиме кратка пауза, а потоа одиме да видиме каде се чува крвта. Тетка Верче повторно се наоѓа до мене. Дојдовме овдека во делот каде што се чува крвта и значи за прв пат еве може јавно да презентираме значи за какви фрижидери станува збор. Се наоѓаме во просторијата која што се вика како? Просторија за чување на здравата крв, за контролираната крв, спремна да се обработи и да им се даде на пациентите на кои што им е потребна. Значи фрижидерите ни се многу убави, нови. Во секој фрижидер е сместена една крвна група, РХ позитивна, РХ негативна. Имаме многу фрижидери, така да може убаво да се распореди секоја крвна група и да бидат кесите не збиени, туку секоја да вентилират, да биде здрав начинот на чување на крвта. Еве гледаме една кесичка на која што може да приметиме дека има една налепница на која што е испишано се што има потреба да се знае. Има ли рок на траење ова крвна? За еритроцити има рок на траење, значи компјутерски е запишан датумот на земање на крвта и датумот на истекот на крвта. Значи после овој датум оваа крв, значи овие еритроцити нема да бидат добри за употреба. Ќе приметите дека на кесата нема име, презиме, туку има само број на дар и баркод со кој што сите податоци што се потребни за ова единица крв да се исконтролира постојат и си пишува дека крвната група е А позитивна, дека антихив е негативна, ХБС, значи оние трансмисивни заболувања, што ги спомнавме во првата лабораторија, значи сите тестови што се изработени овде стојат. И се, значи ова е доказ дека крвта е исправна и дека може да се употребува. Така, ви благодарам, еве гледате, значи дечиња, ова е нешто што до сега никогаш не било вака покажано јавно. Имаме ние специјална шанса и можност денеска во Супер Звезда премиерно покажеме нешто што никогаш до сега дури не е видено на телевизија. Има ли многу кеси со крв кои што се чуваат овде? Имаме многу кеси со крв, што е за пофалба на нашите крводарители, да не се тие, значи ќе бидеме во недостаток. Немаме недостаток од ниедна крвна група и ги задоволуваме сите потреби на клиниките. И сакам за крај да ве прашам уште нешто, имате ли нешто што би сакале да им го порачате на сите оние кои што не гледаат во моментов? Значи, до сите доброволни веќе доброволни крводарители и до тие што не се, повелете во нашиот завод, дарувајте крв, болните да имаат доволно крв и сите да бидеме среќни. Значи, крводарувањето е здраво
Никој не губи, а сите добиваме. Така, ви благодарам многу што бевте дел од нашата денешна емисија Супер звезда. Ќе направиме ние кратка пауза, а се враќаме веднаш после паузата во последниот дел од нашата денешна емисија. А сега, драги гледачи, се наоѓаме во канцеларијата кај директорот на Републичкиот завод за трансфузиологија. Веднаш до мене се наоѓа господинот доктор Ристо Дуковски. Како сте, господин Ристо? Па, еве, убаво, некако весело ми се оплемени просторијата. Вообичаено ми доваѓаат проблеми, сега ми дојде расположение. Многу ми е драго, најчесто се дружите со вработените и крводарителите. Имало ли посета од дечиња некогаш порано како вас? Да, ние вообичаено правиме, значи, запознавање и едукација уште од раната детска возраст. Тоа се однесува во предшколската возраст и веќе во школската возраст, со предавања кои ги покануваме да присуствуваат, значи, во нашата установа, да ги едуцираме за основните работи во врска со крвта, да ги запознаеме како работи нашата установа, да знаат за потребите за крв, да пренесат на домашните дека на секој може да му потреба крв, да се запознаат и со основните физиолошки работи на крвта, значи како таа се зема, како таа се чува, како се испитува, за да може како безбедна крв да биде дадена на болните и на оние што им треба. Потоа исто така правиме едукациони предавања по училиштата, по факултетите и во сите оние средини каде што можеме да дојдеме во контакт со луѓето кои се потенцијални дарители на крв. Значи пред се едукација. Едукација за она што ви кажува за физиолошката состојба на крвта и она другото да знаат за потребите на крв. Така, благодарам за вашиот одговор. Имате ли вие дечиња некои прашања за Чичко Ристо? Да, имате? Сакате? Кој ќе го праша првото прашање? Оваа женска одека? Повели, Злато, кажи го твоето прашање. Здраво, јас сум Емилија Огненовска и сакам да го прашам господинот Ристе дали е тешко да се биде директор? Колку убаво прашање. Докторе, вие, значи, како директор на оваа клиника имате повеќе или помалку проблеми? Јас морам да кажам дека сите директори, ако не се соочат проблеми, тогаш сите би биле директори, значи би било најлесно да се биде директор. Но да се биде директор на една ваква установа пред се е одговорност. Значи, за да обезбедиме доволни количини на крв, тоа е нашиот приоритет и услов за постоење на нашата установа. Пред се правиме планирање на потребите. Колку во годината ќе ни треба крв за да ги задоволиме побарувањата, значи на сите оние болни кои лежат во клиниките. Да знаеме дали ќе треба 5 единици, дали ќе треба 5000 или 50.000 на ниво на република. Значи тоа ни е основната задача, за да може хирурзите кога оперираат да не мислат дали на пациентот ќе му треба крв или нема да му треба, дали ќе има крв или ќе нема. Значи, ние сме должни да обезбедиме потребни количини на крв за сите болни. Ви благодарам за исцрпниот одговор. Имаме уште прашање за директорот. Да, повели Кукле, кое е твоето прашање? Јас сум Катерина Даревска, сакам да му поставам прашање на господинот Ристо, од кога станал он директор? Така, колку години сте веќе на чело на оваа институција? Да, јас сум веќе 3 години на чело на оваа институција, инаку во оваа институција работам 30 години. Значи, потполно ја познавам институцијата, знам како функционира, ги знам сите проблеми кои се соочуваме со работењето и на тој начин ги надминуваме со моето искуство сите проблеми. Гледаме да што помалку, значи имаме проблеми во работењето, да можеме да работиме нормално, континуирано. Дали е напорна и тешка вашата работа? Видете, секоја работа е напорна. Мислам, во зависност од кој агол ќе ја погледнете. Ако имате добра стратегија, ако имате добра визија и добро познавање од оваа област, мислам дека работата не е тешка. Ние пред се работиме со здрави луѓе, значи со здрава популација, тоа се дарителите на крв, каде што посебна грижа ни е нивното здравје. Значи, ние гледаме да ги задоволиме побарувањата со крв. Тоа е она основното. Секое спасување на живот, секоја насмевка
кај болните, кај оние што се оперирале, каде што немало проблем со крв, ние сме радосни. Значи со тоа сме задоволни и тоа ни исполнува во текот на целата работа. Јас ви благодарам многу на исцрпниот одговор и сега сакам да ги информирам драгите гледачи дека ние не се надевавме дека овде ќе сретнеме волку интересни луѓе, вие и вашиот персонал и сите оние крводарители кои што имавме шанса да ги сретнеме денеска во оваа емисија. Денеска видовте каде се контролира крвта, како се проверува и каде се чува онаа крв која што крводарителите ја дале и е веќе спремна да им се даде и да им се донира на оние пациенти на кои што им е потребна. Господин Ристо, ви благодарам што не примивте денеска овде, што бевме ваши гости. Фала ви многу за се што го направивте вие и се што направија вашите вработени за нас. И имате ли нешто да им порачате на оние кои што не гледаат? Во текот на нашата работа, ние работиме партнерски со Црвениот крст. Значи, делот од нашата работа во организација на акциите за доброволно дарување се и Црвениот крст. Од Црвениот крст веќе ви подготви еден мал символичен подарок за секој, да се сеќавате кога сте посетиле оваа установа. Верувам дека имате впечатоци од оно што го видовте. И имам едно прашање само до вас. Кој од вас изрази желба, може би кога ќе порасне да работи во оваа установа? Повеќето од нас, нашите драги гледачи може да видат. Дека подобра порака од ова нема, значи установата сепак ги плени, се запознаат добро со установата, знаат што е работата на оваа установа, со проблемите и очекувам вакви млади кадри стварно да не заменат нас. Ви благодарам многу за се што направивте за нас. Сега дечи наследуваат подароците, а ние во меѓувреме ќе им мафнеме, нашите гледачи, да им мафнеме и да им пратиме многу бакенжи и да им кажеме дека со секоја дарувана капка крв спасуваме нечи живот. Така ли? Да, уште еднаш благодарам на посетата. Многу ми значи што вака ни ја развеселивте целата установа, вработените и ни го променивте она рутинско работење со вашата поста. Фала ви многу да сте живи и здрав, директоре. Пријатно и до гледање. Чао, драги гледачи.